Прво што сакам да фатаме трейдот што го фативме минатата недела. На Childcat повторно фативме трейд, тоа беше преминатата недела, ова обврзација беше минатата недела. Значи слично имавме приказна, само што малце низмачи да речем, имавме цел ден на акумулација во ова зона на интерес и после дури во петок одлучи цената со вестите да турни надолу. Како и да е, не фативме 1 со 2, туку фативме 1.1.8, но како и да е, профит е профит. Само ве замалувам да се мотивирате. Имавме среден buy side liquidity собран, значи не ги изчистивме целосно овој хај овде, што ми беше малце чудно зашто баш остави едно минимално викче, тука едно минимално викче, овде имавме отворен fair value gap, имавме акумулација, искрено очекував дека ќе собери иниф, па да одиме селно како и да е, излезе одлично за нас. Завршивме неделата со профит, го завршивме месецот со профит. Значи немаш скрин шер, сега гледаме само што ти е wallpaper. Гледате Ја не само го шо? видам. Сега, значи грешка како моја, извини. Мислев дека немаш скрин шер. Значи во рете се гледа Моја чартот. грешка, да, да. Тама не супер, да, се Одлично. извинувам. Добро, готово, нема проблем. Така да ова е трейд од минатата недела. Одиме сега со ред како што гледам за следнава недела, ќе се вратиме и таму. NZD JPY, значи тие што бевте присутни минатата недела исто очекувавме за бај. Да види, се деси тоа, но не беше целосно одлучна ценава, но сега што ми дава како конфлуенс и конфирмација тоа што овој weekly candle заврши булиш, си има затворено над ова свеќе тука. Значи имаме evening star патерн на weekly сме булиш, иначе тренд. На daily имаме отворен fair value gap овде, значи пимбар, значи ценава тргнала нагоре и се враќа да направи ритест. Зошто е тоа така? Можеме да направиме неколку причини зашто е така. Значи овде гледам отворен контра fair value gap, кај што има тука реагирано. Крај на месец, значи секогаш кога сме крај на месец, крај на недела, не баш толку волатилити има во цената за да може да турка оноку колку што сакаме ние. Така да тргна значи нагоре, се врати да ретеста на 4 сати имаме оставено ликвидите, значи овој ликвидите е собран, али имаме оставено нов лоу. Така што најубаво ни било, пошто daily weekly сме uptrend, 4 сати сме downtrend. Сакам да собери уште еднаш овој лоу, да ни остави последен хај овде, значи што би сакал за да имаме интересна приказна на ценава. Овде да ни остави лоу и да направи, поточно овде да ни остави хај, да направи нов лоу, значи да собери се овде да изчисти, тек да имаме брейк на тој хај. Ако имаме брейк на тој хај, автоматски 4 сати не станува булиш. Така да тоа би било најдобро за нас, за да фатиме позиција, пошто ако го чекаме 4 сати булиш, последен хај моментално е ова е тука. Ако чекаме тука да имаме брейк, ќе ни избега цената многу горе од сезоната на интерес и нема да имаме убаво позиционирање. Така да ова би било наидеално, не знам дали ќе се деси, со оглед на тоа сега, ако имаме крај на месец, имаме и почеток на месец, нов почеток на недела, имаме non-farm NMP вести, значи може да биде лудило неделава, али ќе бидеме онака скроз предпазливи да не купиме, значи чисто да не бидеме само во позиција колку да сме во позиција. Ќе чекаме нешто интересно да ни се случи, па за да влеземе. Ако ни се случи, ако не, останува да следиме маркето и да бидеме предпазливи. Така да weekly bullish, daily bullish, 4 сати да ни остави нов флоу, овде да ни го остави хай пред да остави нов флоу, да имаме брейк на овие, значи не брейк, туку чисто собирање на овие ликвидити овде што се останати, да наполниме средства и да одиме брейк на последниот хај, ако направи тоа што сакам, ретест и одиме бај. Тоа е за NZD JPY. Значи едно подобро поставени, да речам, парови. GBP CHF, одличен пар, значи и минатата недела го гледавме за сел, се деси, но не така експанзивно. Немаше баш некој убав price action на помал таймфрем за да завземам убава позиција, да завземиме, извинете. Така да
Сега ова недела очекувам дека ќе имаме шанса за сел, ако не ова следната. Значи, имаме Evening Star, потполнување нови патерн на овој вик. Имаме реакција на EMA, имаме реакција во Fair Valley Gap, имаме реакција на Previous Structure Point. Сме во премиум зона. На daily имаме брейк на структура bearish, значи weekly daily ни е bearish. Овде ми се формира некој вид на дабл топ, може да се зеви head and shoulders, значи со ова ретест, значи не овој што го чекаме, би се потврдило и head and shoulders, ако прашувате каде, лево рамо, глава, десно рамо да продолжи долу или горе овде дабл топ со собран buy side liquidity. Е се овде што е интересно. Овде интересно е тоа што на daily имаме отворен Fair Valley Gap и тука имаме на 4 сати buy side liquidity. Поубава приказна од ова нема. Што значи то? Значи имаме добра зона, има причина зашто би се вратила, добра причина зашто би се вратила цената овде, да собери buy side liquidity, да ни реагира во Fair Valley Gap. Автоматски тука сме во премиум зона, кога тргаме Fibonacci левел од последен high до последен low. Имаме премиум зона, имаме EMA, значи овде стан, ако имате негде Скопје, Охрид, ваму таму, може слободно да отлајте на трейдов, ако се деси ова, односно да има ретест и да не даде ентри сигнал. Јас димев чок лайф. Мала шала, али прекрасна, значи прекрасен price action, се што треба е да се врати во 4 сати Fair Valley Gap, подочно Daily Fair Valley Gap, 4 сати да ги собери овие викои овде, да наполни пари. 4 сати имаме EMA, daily имаме EMA тука, викли, значи на викли што ќе се случи? Се отвара ценава, оди остава вик на викли и продолжува надолу. Исто автоматски, пошто сме и нов месец имаме и на мантли може да се подкачи погоре, да го отвори, да го остави тој вик и да цепиме надолу. Така да ова ми е, може да се каже и топ 1 пар, значи пред NZD JPY. Само мислам дека NZD JPY има може да се случи побрзо, затоа ми е ставена како прва. Ако зборувам за price action и за тоа ако ги подредувам според тоа, ми е топ 1 пар за неделава. Не знам дали ќе се случи, но ако се случи, знаеме што да правиме. И EUDCAT, значи back to back можеме и трета недела да фатиме сел позиција, зошто? Имам Evening Star. Значи буквално се што чекавме минатата недела, значи е запишано EMA retest. На daily имаме engulfing, имаме зона на интерес 1, зона на интерес 2. Зона на интерес 2 има предност што ќе влези во подлабок премиум, значи подлабок премиум, односно имаме тука EMA, ако се искачи до тука, значи имаме повеќе причини кај може да реагира. 4 сати сакам да се собери ова сето овде, што гледам, значи има доста ликвидити, така да ако се подкачи или во зона 1 или во зона 2 и да ентри сигнал, овој пар има потенцијал, пошто има реагирано од викли зона, да го играме сел до викли структура, а викли структура најблиску е ова. Последен лоуд ни е ова викли структура. Попатно има дейли зони кај што или викли зони кај што може да реагира, или структурно гледано, последен хай овде, последен лоу е овде, така да ова е таргетов вистински од викли зонава кај треба ценава да оди. Сега се прашувате зашто го исклучивме трейдов, значи има брокери, значи кај што дозволува и преку недела, али е премногу комишен, премногу спредои, значи премногу има премногу контра спротивности спрема нас, така да поубаво ни е да си го тепаме попат, значи кога е еднаш трейд, уште еднаш ретест, ако ни даде уште еднаш, отколку да оставиме и да одржиме и да се тресиме сега колку спред ќе ни земи брокеров. Не зборувам чисто сите брокери за нас спред, колку подолго стои, толку повеќе може да ни земи. А најпаметно е на потврдена конфирмација сега одавде може чисто да потони надолу. Навикаме дека не може. Без нас, ама тоа е тоа. Сме фатиле два трейда. Едноставно не знам што би се десило да држам преку недела трейд. Имав еднаш држено. Не знам. Да е GBPS CHF може би држел.
ова не дека е грд price action, ама што знам, со ова што измачи овде акумулацијава ми е многу ризично, така да можеби одавде би држале трейд, одавде би држали преку недели, но што знам, неам навика така, што знам секој дека маркетот ќе даде ли еден, два, две шанси, една или две шанси на неделата, така да не ми е толку фокусо да одржиме трейдов по која било цена и преку недела. Ова го одржиме еден со 19 има, не е лошо, ама да се вратиме во реалноста, еден со 2 ни е доволно и тоа е тоа. Така да попатно би го тепале до ова викли структура, кога и да дај опција за сел, би греле сел. Тоа што се случува со Audi Cat, Euro GPY, GBP, извинете, чекам daily break на структура, очекав минатата недела, значи беше многу спора. Чекам daily структура, break retest за buy. Значи имавме позиција отворено пред 3-4 недели. Контратренд, односно чекавме тој ритест да се случи до оваа зона на интерес, што за мене е интересна зона на интерес. Значи се случи, откако се случи ритест во оваа зона на интерес, прв показател ни е тоа што имаме engulfing candle, имаме Morning Star, се овде има мала реакција од EMA, али уште еден показател што ќе чекаме daily да стани булиш, да имаме ритест, ако стане daily булиш, онма автоматски ќе имаме брейк на EMA, брейк нова структура, тука автоматски има и daily зона на интерес, ќе имаме брейк на таа daily на зона на интерес, ќе чекаме ритест и потенцијален ентри сигнал ако ни даде. Така да е интересен пар, не знам дали ќе се случи ова недела, пошто е малку спор овој пар, али ќе го имаме на око, така да ако ни дај можност, зашто да не. И GBP Cat. Овде имав минатата недела нацртано дека би имало реакција, тој се случува. Не сега ова е контратренд, зошто контратренд? Како ова што игравме контратренд да најде некоја зона и да има ретест за протренд, така и GBP Cat го гледам истото. Таргет би била ова структура, односно ова зона на интерес лево ќе има повеќе реакции. Значи, прв показател имаме engulfing weekly candle, daily ни е bearish, сакам да се врати во оваа зона овде кај што имам нацртано да имаме ритест за сел. Нема многу што да се зборува кога се игра контратренд. Играме против маркето, но се прават и тогаш пари, не дека не се прават. Или имаме протренд 4 други парови, така да овој го ставаме како последен. Ако ни даде можност, би искористиле, зашто да не. Тоа што се тоа што гледаме за ова недела, се сакам да покажам, до сега не немам покажано, мислам, други парови што не ги гледам и зошто не ги гледам. Значи, цело време анализава ни се базира на тоа што гледаме и што сакаме да трейдаме. А не имам дајана до сега пример зошто не сакам други да трейдам. Се сакам да фатиме, пошто не сакам да исклучуваме за 10 минути зумов. Ако нешто не ми јарно, не се чувствам уште треба, ама ќе го истараме. Значи, еве ви пример кои парови не ги гледам и зошто. Значи, прво што мојот фокус го задржува е weekly candle, последен weekly candle што се случило. Одиме AUDJPY. Кога ќе отвориме AUDJPY, значи фокус на овие последни три свејки ми дава некоја назнака дека сака да оди ценава сел. Зошто имаме engulfing candle, имаме evening star, и сега ова ценава поточно до следниот candle се отворил, тргнал нагоре, поточно тргнал надолу, од тука се отворил, се вратил нагоре, оставил вик и се затворил булиш некаков неодлучен пат. Кога одиме на daily, изгледа вака. Одиме горе, се враќаме долу. Зошто? Значи, не одлучува ценава, не го продолжува трендот, да речем, не продолжува реакцијава не продолжува трендот од минатава недела, не фаќа некоја реакција за да имаме интензивен пуш, туку едноставно горе-долу консолидира. Кога гледам ваков вик, значи не кажам не секојаш дека не трейдаме ваков вик, но после ова
црна свеќа, односно после овој volatility, јас очекувам само продолжување надолу. Чим нема продолжување, значи нешто се припрема. И не сакам да бидам дел од нешто што не е одлучно, затоа се тргам на страна. Ket JPY, значи Ket JPY ми е многу спора. Ова ја гледавме за buy. Зошто за buy? Оти викли сме булиш со последниот брейк овде. Сме булиш, имаме некој ретест. Daily бевме исто, мислам, булиш. Или береш сме daily, само да проверам. Последен хай овде, немаме body candle по ова. Викли сме исто, daily сме исто булиш, да. Значи викли daily булиш. Треба да чекаме 4 сати булиш, исто, но гледам цела недела некои си мали body candle овде, значи мали тела на свечиве, а овде гледам отворен fair value gap. Значи тоа е контрато што гледам. А овде гледам цела недела, значи не сака ценава да претни. Кога одиме на викли, овде гледаме дека е испрајана ценава, односно имаме engulfing, но daily price actionов не ме радува мене лично, зашто ти некако е споро. Не значи дека нема ова да се деси, дека не може ова да се деси следнава недела, но е за мене лично, ако нешто не ми фајча, да речам, на нашки кажа на окото, ако нешто мислам дека не е во ред, значи споро движење, неодлучно горе-долу, зашто да се инволвирам во ваков парк кој имаме некој што како GBP CHF што е прекрасен. Прекрасен price action, значи имаме доста доволно приказна за да играме протренд или да играме во маркет кај што има volatility. Значи имал минатава недела. Не значи дека ова пак ќе има. Но секогаш јас гледам лево и според тоа лево се асоцирам што ќе биде моментално и што може биде во иднина. Така да овие се примери зашто не ги гледам другиве трейдери. Нормално ќе има некој после слободно јавете се и дајте мислење, дајте контра нешто, не е проблем. NZD Kit, овој пар мене ми донесе доста пари во кариерава, има фатено, значи премногу трейдери на NZD Kit, ваму лево во овој период, кај што имаше volatility. Значи иди во зона на интерес, дава entry сигнал, отварам позиција, го фрлам телефонот, идам по еден ден, full target. Значи имав снимано и на кога правев челенџ, мислам 2-3 позиции таму фатив. Е се зашто не го гледам уназад многу време. Само обрнете внимание, ова е викли таймфрейм. Една свеќа, 2, 3, 4, 5, 6. 6 свеќи се во една иста позиција. 6 недели ценава е во една иста позиција. Кога одиме во дейли, ова е катастрофа. Јас ваков патерн, вакви price actioni не гледам. Значи, горе, долу, горе, овде не можеме ние трейдери да фаќа. Зашто тој сме свинг ние трейдери. Нас ни треба, значи, ни треба пипови, ни треба волумен, ни треба движење. Ова е, бегаме со тоа. Ова е пример од кај треба да бегате. Консолидација на дейли, отвориме на 4 сати, лунници. Значи, гледајте цена. Во иста точка се движи 6 недели. Што ќе бараме ние во ваков пар? Ништо, само долу се трга. Овие голд овде има биткоин, се што е помнив, значи неважечка за мене. Ништо не гледам од тоа. Така да ќе ги поминиме сите надолу, да знаете чисто зашто не гледам. Ова е бериш, сега ценава би очекувал да дојде негде горе. Значи да имаме реакција горе. Ова гледавме контратренд, односно кога бевме негде подолу, сакав да играме бај, не даваше беше убава конфирмација, а најубав потенцијален сел би било од погоре малце, значи од кај што има тела, значи најбитно е да има тела, не само викови. Така да одавде би било најдобра реакција за сел. Не значи дека одавде ние не можеме бај да бараме во ова контратренд, но до сега некако убав бај не ми дало и не сакам по секоја цена да барам позиција, а ценава се движи, мислам, паров се движи недела две со не така чист price action, така да за мене ова не е добро и не го гледам. Audi USD,
Можно за сел имам пишано, значи и овде има онма до свеќа има зона на интерес, кај што може да изреагира и да ја оди бај. Не значи ако сме протред, значи не значи ако сме бериш дека по секоја цена би оделе сел, значи може цената и бај да оди. И сега да гледаме зашто имам пишано можно за сел контра тренд. Значи ова е булиш, иначе не е булиш таймфрейм. Значи high, low, move low, break на последен high, ова е булиш. Е сега, ако одам bias, овде имаме харами патерн, односно собран buy side liquidity, затворен точно до пола свејки. Сега, која е можност, одма ваква свеќа да имаме. Ова е на викли зборувам. Има можност, не дека не, али кога гледам контра свеќа голема, значи премногу, значи контра од тоа што гледам да е голема свеќа, да има голема експанзија, не барам позиција, чисто зашто да не би продолжил да речам сел, односно да оди подлабоко во ритест за да имаме поубав бај. Така да ако видам голема engulfing свеќа или ако видам голем price action sell модел на weekly pattern, не влегувам контра од тој да оди бај, пошто не по секоја цена ќе оди бај. Така да ова е уште една приказна и причина зашто не гледам бај на ваква свеќа. Евро JPY. Ова може квадратов да се зголеми буквално вака. И овој паре 273 дена во консолидација. 208, не овде. 266 дена во консолидација. Значи уште 100 дена и ќе му пејмен на година кој е во консолидација. Не ме интересира вакви парови, така да воопшто, значи фокус нула. Евро JPY. Евро JPY имам bearish моментум. Доларов, значи уназад еден месец зборувам дека треба да оди бај, институција се булиш. Значи овде имаме екстрим реакција на индексот на доларот, имаме екстрим реакција кај што треба да тргне булиш. Излегува батицава Трамп, не знам што зборува, значи секоја следна конференција нешто ново кажува. Не знам дали видовте дека федералниве резерви го банираја, значи доста ни е заебанци од тебе. Не те следиме повеќе и што сакаш пре. Излегува една конференција, 300% вас ќе ви дајме даноци, излегува другава 130, излегува третава и 90 на пауза, излегува четвртава 80% и го мрна светов. Накратко кажано, и излегува федерални резерви, ти батица не си салам, му вика, значи на нашки кажано, не те следиме појче. Илон си се тргна на него, така да доларов не знам кога ќе пракни. Очигледно няма да пракне ни небо што батицава ги памеше работи многу од економски свет. Така да не знам што да кажам. Ова е треба според техничка анализа да одиме сел. Исто гледав дека јенов индексот му е extremely bearish на институције, така да по секоја цена доларов треба према јено и се што е према јен доди бај. Односно доди бај. Е сега што ќе се случи, кога ќе се случи, не знам. Затоа искрено се тргам на страна, пошто не се знае со Трамп што ќе биде. Така да тоа е единствена причина зашто не гледам USD JPY. Ова ми консолидира 3 недели со ред. Овде им пиша можност за сел, значи вакви викови преголеми горе-долу кажав, да не се повторувам. USD CHF, ваков вик кој ќе видам, следно што треба е да се потполни. Ако треба да се потполни, кој ќе видиме, сме контра тренд, така да не ми треба проблеми на глата, не гледам. Еве, пример. 1, 2, 3, 4, 5 недели заглавена е ценава горе-долу. Значи нема што да бараме овде. Нас не треба нешто вака.
да има приказна, да има да одвижи нешто. Не ни треба заглавена ценави да се думаме дали ќе нагоре или ќе надолу. Ауди, чакавме минатата недела да имаме ретест во зона на интерес, за да одиме бај. За жал не даде ретест, туку си продолжи да речеме дека не избега трейдов, односно не ни даде можност за бај. Кога одиме викли, не ми се верува дека се по секоја цена ќе се отвори викли свеќа, ќе дојде овде за ретест, па да оди бај. Значи ова не ми се верува дека ќе се случи, така да не му давам фокус воопшто. GBP NZD Extreme Bullish Engulfing Candle би играл сел, не дека не. Нали, почеток на месец, да му дајме малце да видиме што сака напред. Значи, ако дај уште една ваква свеќа, би чекал ритест тука, значи следниот викли би бил исто сел, за да овде да гледам. Сега моментално одавде контратренд, не би се зафаќал да имаме некаква си позиција, така да тоа е причината зашто не гледам. GBP USD месец ги гледаме сел, тие ода бај. Што кажав, со Трамп не се знае ништо, така да евро видов како потенцијален сел од екстрим, значи реакција од екстрим, овој вик да се потполни. Најубаво би било daily, значи собери buy side liquidity, break да дај retest sell, дали се во прашање премногу пипови, така да за да очекаме овој break овде ни треба 200 пипови. За да појде горе и да собери ни треба 80 пипови. Ова во една недела не може да се случи во еврото, пошто просек кој ќе е мирен ден од 60 до 70 пипови има. Значи имаме денеска големи, мислам имаме следнава недела големи вести, че има volatility, така да доста манипулации имаше периодов, не би се инволвирал во ваков пар. Барем неделава. USD Kit, одлична реакција за сел. Очекувам сега да се врати повторно да имаме реакција, повторно да се од оваа позиција не чекам, не би очекувал само да продолжи надолу цената, не би очекувал ни да се врати со тело и пак да продолжи долу. Така да што би било најпотенцијално ова недела да имаме нов ретест со body candle, значи со тело. Тек следната недела да имаме некаков си пимбар, односно да знаеме дека реагира таа зона. Тек следнава недела да фатиме тој. Значи ова ќе се случува по 2-3 недели трейд. Така да тоа е тоа зашто не гледам USD CAD, Euro CAD поплава, има ватен овде. Про тренд булиш, контра тренд да играме сел, не гледам некаква интересна приказна овде. Пробавме, значи се сгоревме, така да доволно ни е проблеми, доволно проблеми видовме во минатото. GBP USD овде јас не сум паметен да знам што треба. Про тренд булиш, на пола свеќа е, овде лево на пола пате, лево нема некаква зона на интерес. На дейли кога одиме зона на интерес има за сел, така да не сум паметен за вакви price action и само ги тргам надолу, ништо друго. Не ни размислувам што како. И NZD USD треба да оди бај, а имаме некако си пимбар, што би очекувал следна свеќа да се потполни со body candle, па тек после да имаме некаква си реакција за бај, така да сме уназад 2 недели од ова случување и не гледам ништо. Еве и мал пример зошто не ги гледам другиве парови, ако имате нешто контра мислење или контра коментар, слободно уклучете се и споделете. Не се страмете. Имаме, немаме.
Да не Немаме, се заспавте, согласуваме море. комплетно. Се согласуваме комплетно и немаме спротивно мислење од ова Добро е, повеќе. добро е, добро е. Многу А, страмежливи, многу ова ми страмежливи. се допадна GBP CHF што го кажа. Да, тоа би требало да се случи не до лава, така? Па, убаво би било да се Би случи, требало. ма Да, ако се добро. случи, станојте, припремајте ги закопуваме в Да, трейд. имотните листови да ги Да, строиме, да, значи, да, добро. да. Да, И да, да. ако биди да Добро. види, Ова би било ако не, супер. тоа е. Добро. Ако види да види. Не, мислам многу добро е поставена. Овие зашто не ги пратиш, значи, Euro USD и GBP USD? Го спомна, нели? Значи, дека е непредвидлив. Да, претходната недела беше доста. А иначе, што знам, важат, нели, како за постабилни, по Не, нормални, најманипулативни се тие се волутилност. Да, најманипулативни се тие два парои. А секој што почнува на пример Форекс се фокусира на Euro USD на GBP нив, USD. да. Да, тоа е Так, непишано правило некое, а се так, манипулативни и се тие две се во корелација, а се во контра со Дикси. со Што Дикси. правевме ако се сеќаваш, Дикси го Да, анализиравме. да, да, Еј, да, Euro да. USD GBP USD Sell и така некоја си почетничка Форекс шема, да кажем. Так. Еве, уназад сведок си присуствуваш на сите лајвови, значи ви покажав Да, и да. индикатори веше ги имам, значи код репорт сегде се сел. Значи институције се сел. Излегува баткава и не знам, значи не знам што му беше Не може да му целта. се фати бајасот. Да, да, да. Е Не знам поприлично што му беше целта хаотично, и да. ќе си кажи нешто, ќе се лупни. И го спомнав тоа. Кој инвеститор е сигурен во инвестицијава која е Доналд Трамп се моментално на власт и со неговава политика. Значи, не веламе дека нема да се среди или дека не е добар политичар, ама моментално и че не е добар за нас. Значи, Так. пак ќе кажам, политика многу не се инволвирам, не следам. Следам заради маркетов, а не ради нешто да фаворизирам. Али секој разумен инвеститор на политика во Трамп, јас мислам дека нема да инвестира ништо, нити да го води маркетов. Значи, што пак овој маркетов, овие парои што се значи од една страна се базира сите онлайн сметки, алгоритми, само од друга страна треба и да има големи играчи кои што ќе вбризга милиарда, две, три во позиција, ете, да се ликвидира пари, да направи пари, ама на супериозни информации, значи инвеститориве трейда, има информација нешто и клава дека доларот ќе расти. Ние трейдаме на техничка анализа, на код репорт и на останатото, тие трейда поинаку, ама супериозна информација со Трамп моментално нити има, може има, не знам. Или пак ќе кажем, со политикава негова се помеша цел свет. И не знам, значи втор квартал, уште месец има од вториот квартал, силно верувам дека ќе се врати, значи маркетов. Пак имам со неколку души разговарано. Кој што има сезони во фудбало, кој што има сезони, не знам, во филмој, има сезони во маркетов. И не секоја сезона може да се Добро за одржува тредање, да. така во ист ритм. Значи има падови, има, значи прв квартал несигурен, втор квартал се враќа полека, трет квартал може да ни донеси многу пари за овие први два квартали, така да и овде се сезони. Значи и овде е жива сила и овде нешто движи, не е прашина да дувниме па толку, или не е среќа да го погодиме еден квартал па другиот. Така да тоа е тоа. Значи ова е жива сила и ова работи функционира според природни правила. Моментално е неизвестно, вели тој што ќе издржи најмногу и ќе добија. Така да имајте убав остаток од викендо. Се гледаме, се слушаме. Поздрав. Чао. Поздрав, Чао. пријатно. Чао, чао, поздрав. Чао, чао. Чао, чао.